Партијата Обединети за Македонија смета дека донесувањето на законот за репрограмирање на долговите на јавните предпријатија е скандалозен. Со ваквите закони според нив се уништува приватниот сектор кој добива третман на криминален дел од општеството. Обединети за Македонија во ова гледа покривање на некомпетентното работење на менаџерите кои ги назначуваат трите партии. Истовремено се праќа порака дека јавните предпријатија и во иднина можат да продолжат со ваквото работење. Само ќе наведам некои примери на директори на задолжените јавни предпријатија. Милејана Киевски, поранешен директор на Водовод, актуелен министер за транспорт и врски. Ивица Коневски, поранешен директор на јавно предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, актуелен градоначалник на општина Аеродром. Љупчо Димовски, поранешен директор на ЈП Паркови и зеленила, сега министер за земјоделие. Генерал Миле Манолев, екс-директор на ЈП за цивилна и воздушна пловидба, награден со амбасадорско место во Египет. Зоран Крстевски, поранешен директор на Петровец аеродром, сега директор на ЈП цивилна и воздушна пловидба и многу други. Обединети за Македонија го осудува коалицирањето на овие три партии за да се покрива криминалното работење и бара да се соопшти на јавноста за кои фирми се работи, кој ги раководел и во кој временски период.